Важноста на исхраната и конзумирањето јагле, хидрати кај диабетичарите и лицата приматели на инсулин беше темата на предавањето кое што во организација на Сдруженијето на диабетичари Кочани се одржа во венчалната сала. Предавач едукатор беше Татјана Ѓорѓовски од клиниката за ендокринологија од Скопје, а организатори на едукативниот караван за броење јагле, хидрати е Асоциацијата за детски диабет на Македонија во соработка со локалните здруженија на диабетичари. Председателката на Асоциацијата за детски диабет Наташа Деспотовска-Димитриевска истакна дека, за жал, диабетесот во светски рамки веќе пандемски се шири и постојано расте бројката на лица со диабет, меѓу кои и деца. Ние решивме на еден начин, покрај тоа што ќе дигаме свеста за диабетесот, да вршиме едукација на лицата со диабетес. Се тоа го правиме плански, односно со поддршка на клиниката за ендокринологија. Ние подготвивме за овој вид на едукација, станува збор за исхрана кај лицата со диабетес, односно важноста за броење јаглени и хидрати за добра контрола. Подготвивме брошура едукативна, која што е рецензирана од клиниката за ендокринологија. Во Македонија има некаде околу 180.000 лица со диабетес, од нив 40.000 лица се на инсулин, меѓу нив 500 се малолетни деца. Важноста за едукација на диабетичарите ја увидовме, пред се ние како пациенти, како пациентски здруженија, затоа што без добра самоконтрола животот со диабетес може да створи компликации. Токму затоа решивме на еден начин да им помогнеме на овие лица кои што се на инсулин во нивниот третман на начин што ќе знаат како поточно да се хранат, односно да ги бројат јаглени хидратите во исхраната. Сојузот на Сдруженијата на диабетичари на Македонија заедно со Сојузот на Сдруженијата на други болести макамачија да издействуваат измени во Законот за паралелен увоз на лекови и медицински помагала, со кој што треба да се направи подобра регулатива за увоз на лекови и кој ќе гарантира за квалитетот на инсулините и на останатите лекови кои што влегуваат во државата. Диабетичарите и Сдруженијата посветија внимание и на други барања приоритетни за лицата со диабет. Ко Сојуз поднесовме барања до Министерството за здравство и до Фондот за здравство и до Агенцијата за лекови и ние сме постојано во комуникација со овие три институции на државата, каде што особено баравме во последниот период да се посвети внимание на квалитетот на апаратчињата, односно глукометрите со кои што ние го проверуваме нивото на шеќер во крвта, бидејќи тие ни се нас секојдневие и се исто така одат во пакет заедно со терапијата, со инсулинската терапија. Исто така имаме поднесено барање за зголемување на бројот на инсулински пумпи. Тоа е едно техничко помагало кое што значително ја олеснува импликацијата на инсулинот. И се разбира, тоа е нешто што треба да ни дадат поддршка и авторитетите, односно докторите, и со нив сме во добри релации, особено со Националната комисија за диабетес, од која што еве повторно ќе побараме и поддршка во тој правец. Така да тоа се основните работи кои што ние како Сојуз ги правиме за нашите пациенти за диабетичарите. А она што ме прашавте во поглед на финансирањето на здруженијата, тоа е веќе континуирани приливи на средства немаме, секое здружение во зависност од тоа како ги реализира проектите, успева некако да се снајде за барем тие проекти кои што во главном се работи за едукативни проекти. Инаку бројката на диабетичари постојано е во пораст. Во Кочани достигна до 2000 диабетичари, а на инсулин се околу 700 лица. За жал се намалува и старосната граница на лица со диабетес, а се поголем број деца се на инсулинска терапија и со покачен шеќер во крвта.